Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер за животна средина Христина Оџаклиевска, пред нас е Законот за инспекцијски надзор во животната средина. Овде ќе ги дадам моите забелешки, она што сметам дека недостасува. Лично можам да кажам дека не сум воодушевен од текстот на законот кој што велите дека го подготвувате 2 години, меѓутоа најверојатно тоа оди во континуитет со перформансите кои што ги имате во секторот во кој што работите. Ако внимателно го погледнете законот, ќе видите дека како цели на законот и причини поради донесување сте ги навеле планирање на инспекцијски надзор, воспоставување систем на инспекцијски надзор, долгорочна стратегија, тоа е зајакнување на административни капацитети и тоа се однесува на кадарот, соработка и координација. Значи имате 4 причини поради кои го донесувате овој закон. Кога зборуваме за начало, овде сте ги напишале превенција, интегриран пристап, транспарентност. 3 начала. Во која насока одам? Да ви кажам во која насока одам. Одам во таа насока дека донесуваме закон за инспекцијски надзор, а не ги ставаме како начала навремен, ефективен, ефикасен и објективен надзор. Кога станува збор за самиот надзор, вие се повекувате на членот 71 и членот 76 од Законот за инспекцијски надзор. Дозволете да ви објаснам. Значи, кај видови на инспекцијски надзор во член 21, овој закон, инспекцијскиот надзор го дели на 3 видови на надзор. И тоа редовен, вореден и контролен. Воредниот инспекцијски надзор, при тоа е едно штуро законско објаснување и се повикува на членот 71 од Законот за инспекцијски надзор. А членот 71 од Законот за инспекцијски надзор предвидува дека рокот за постапување по вореден инспекцијски надзор е веднаш или не подолго од 10 работни дена. Замислете каква катастрофа е тоа кога како рок за постапување на вореден надзор, кога имаме загрозување на животната средина, на инспекторот му давате рок од 10 дена. За каква грижа станува збор? Па овде одговорница велите, сега ќе кажете, точно е дека имаме 1000 диви депонии. Дали ги погледнавте и вие од Министерството, дали го погледнавте извештајот на јавното обвинителство за 2022 и сите други извештаи од 2010 до 2019. Па загрозувањето на животната средина е инкорпорирано во кривичниот законник, постојат соодветни кривични дела, член 218 загрозување на животна средина, член 219 загадување на вода на пиење, член 230 загрозување на животна средина со фрлање на отпад. И вие велите дека имаме над 1000 депонии. Знаете колку во извештајот на јавното обвинителство кај структура на криминалитетот, колку кривични дела има од областа на заштита на животната средина? 0. Ги нема во извештајот. Од 2010 до 2019 ги гледав бројките од 17 до сега во рок од 5 години за кривичното дело загадување на животна средина има вкупно 5 кривични дела со по 20 сторители. Толку. И сега зборуваме за унапредување, а при тоа оставаме рок за инспекцијски надзор скриен во друг закон 10 работни дена. Само да ви дадам паралела за семејно насилство. Рокот за постапување на Центарот за социјални работи, знаете колку изнесува? 12 часа. Тоа е ефективно постапување. После пријавувањето има 12 часа рок да постапат. Судот има рок од 24 часа. Министерство за внатрешни работи има уште пократки рокови. И така треба да се работи ако сакаме да биде ефективно. А овде зборуваме за закон кој што сме го подготвувале 2 години, отварам да видам што пишува, за воредните инспекцијски надзори, внимавајте, кога се загадува, кога имаме истекување на хемикали, кога имаме истекување на некои субстанци во реки, помор на риби, загадување на амбиенталниот воздух, имаме рок за вореден инспекцијски надзор од 10 дена. Сметате дека тоа ќе го допринесе на квалитетот? Нема. А впрочем, вие ниту сте го ставиле тоа во цели на овој закон. И причини. Не можеме причина на инспекцијски надзор за надзор на животна средина да не бидат планирање на инспекцијски надзор, систем на инспекцијски надзор, долготрајна стратегија, соработка и координација. Не. Откривање, превенција и спречување треба да ни бидат причини.
И уште една работа да ви кажам. Пријавување од граѓанин го немате во законот. Закон за инспекцијски надзор без пријавување на граѓани. Уште еднаш ќе ве повикам на закон за семејно насилство. Посебен член. Пријавување од граѓанин може да се пријави до полициска станица, до Центар за социјални работи, до јавно обвинителство, до здружение, до СОС линија. И тоа е заштита. А вие го криете инспекторот и ги криете надлежностите. Овде разговараме дека се уредуваат локалните со државните. Каде да пријават граѓаните? Вие сте обичен граѓани, шетате, гледате дека некому му чади оджакот повеќе од колку што треба, затоа што согорува нешто што не треба да биде користено како гориво. Каде ќе се јавите? Го регулирате тоа во законот? Не. Немате еден член кој што се однесува на пријавување на сторители. Каде ќе го пријава тоа граѓаните? На инспектор? Инспекторот има 10 дена работни да реагира. Изгореле гумите. Истекла химикалијата. Поморот на риби завршил, затоа што тоа се природни циклуси. Исчистила водата, протекла. Значи, вие во инспекцијскиот надзор, како причини не ги ставате навремен, ефективен, ефикасен надзор, во начела не додавате пристап на граѓанинот, заштита на граѓанинот, не ги предвидувате како начел. Во рокови поставувате неразумно долги рокови. И при тоа, оно што е суштината на закон за инспекцијски надзор, вие го оставате за во друг закон. Се повикувате на членот 71 од законот за инспекцијски надзор. Кај контролните инспекцијски надзори. Контролниот инспекцијски надзор, велите, ќе се врши согласно член 76 од законот за инспекцијски надзор. Инспекцијскиот надзор по службена должност во која се проверува дали, внимавајте, инспекторот постапил по инспекцијскиот акт во целост, под Б, делумно постапил по инспекцијскиот акт, под В, не постапил по инспекцијскиот акт. Значи, во контролниот инспекцијски надзор вие немате законски наведено дека контролниот инспекцијски надзор треба да го проверува и времето во кое е извршен инспекцијскиот надзор. Затоа, уште еднаш, да го свати тоа дека се најдобронамерни забелешки, ако доаѓаме до ситуација да предлагаме закон за инспекцијски надзор на животна средина, во држава во која јасно е, пратениците од мнозинството потврдуваат дека имаме над 1000 диви депонии, а имаме 0 кривични дела за загадување на животната средина со фрлање на отпад. Па каде овде вината? А јавното обвинителство инспекторатот, се знае. Ако имаме помор на риби кои што не излегуваат, секој ден отворете ги порталите, ќе ги видите тоа аргументирано, со слики, со фотографии од Сдружение на рибари. Каде што имаме прекумерно загадување на амбиенталниот воздух со тоа што се горат пластични маси и гуми, и вие предвидувате дека во рок од 10 дена, па при пад на температурите, секој ќе се охрабри да користи неконвенционално гориво. Тоа ќе биде изгорено во рок од 12, 18, 24 часа, додека да дојде инспекторот, ние немаме никакви трагови. И сега ние ќе предлагаме амандмани и ќе се губиме кое тело е надлежно да го земе примерокот, ама после 10 дена. После 10 дена, и тоа работни денови, после 10 работни денови не ви вреди ништо примерокот. Уште еднаш ќе ве повикам, земете паралела од законот за заштита од семејно насилство. 12 часа рок, систем каде може да биде пријавено, скратување на рокови и при контролните надзори, контрола на рокот и начинот на земање на примерок од страна на инспекторот кој што постапил. Тоа се моите сугестии, верувам дека има и други, и уште еднашка да ги ревидирате целите, причините и начелата за донесување на овој закон. Тогаш ќе сметам, ќе признам, ќе добиете поддршка дека навистина сакаме да донесеме закон за инспекцијски надзор со кој имаме намера да ја заштитиме животната средина. На овој начин влегуваме само во постапки за донесување на закони за партиско препукување и меѓусебно обвинување, а на крај штетата е по човековото здравје, по природата и по иднината за нас и за нашите деца, а тоа се докажува, уште еднаш реков, со 0 кривични дела од областа на заштита на животната средина. Тоа е недозволиво за едно министерство и тоа требаше да го притисне алармот кај вас, а не овде кај нас, кај пратениците кои ги гледаме извештаите. Ви благодарам.
Маја Марат. Маја Морачева.